Имаме уште една интересна средба со млади луѓе, карактеристични можеби малку по својата облекла, во маички со жолто сонце и со беџови на кои стои македонски лавови. Ете, можеби тоа беше и предизвик, а секако и можност да се сретнеме овдека и да поразговараме што представува, дали е тоа организација, дали е политичка партија или нешто трето, но во секој случај се работи за наши луѓе. Епа еве, прилика и можност сега да поразговараме со Ристо Поповски, долги години во Германија, јас веќе ве представив и наедно го поставив и прашањето дали е организација или политичка партија и така натаму во Германија. Сакам да кажам дека македонските лавови моментално не сме никаква политичка партија, него сме едно друштво кое спортски, културално македонскиот народ преку себе го искажува. Со тоа сакам да кажам дека ние моментално сме ангажирани во више спортски активности и со кој сакаме да кажеме дека Македонија на овој свет постои. Сигурно. И овие амблеми ви се посебно драги. Па, кој што знаете дека и Александар Македонски ги употребува лавот и сонцето, а сите негираат дека македонците постојат, ние докажуваме дека сме живи и здрави, кои што не гледате сме малце и подобра, корпулентни сме, здрави македонци со добра мисла и со срце за Македонија. Христо, како дојдовте на идејата да формирате вакво здружение или друштво, јас би рекол? Па да ви кажам, ова идеја спонтано бидна, због тоа што слушавме дека грците не негира, македонци немало во Македонија, имало 750.000 албанци, имало 450.000 бугари, имало околу 100 до 200.000 срби, али никако македонец немало. Сакам да ги поздравам тие грци, иако немаме против нив ништо. Била желбата да видиме добри пријатели, понатако до сега што сме биле, само сакам да кажам дека јас сум прв македонец кој може да го видат на лично место дека македонците постојат. Сигурно. И сега да минеме на едно прашање вак. Еве, да ги слушнеме и овие други момчиња млади овде, би рекол јас, колку време е формирано ова друштво? Па јас викам Андреевски Димче и ќе кажам дека ова друштво е формирано на 2 август 1992 година, така да не има во поголем број. Овдека сме ние само вака, кои што моментално сме пословени на група, така да, што да ви кажам? Ние слушнавме дека основните цели кои се прво пред се да покажеме дека Македонија е оному кој се македонците кои живеат, работат и секако ја презентираат нашата земја. Други цели? Па најголеми задачи на нас оваа дружба е да ние, македонците, се организираме и да бидеме што во по-блиска блискост, да бидеме значи во близина, да бидеме заедно, здружни и да правиме акции за доброто на Македонија. Па еве, ние покушаваме, иницијатори сме на една таква организација, на една таква активност, да и помогне Македонија во врска со земјоделството. И јас се викам Бранко Ѓорѓиев. Каде си, Бранко? Од Струмичките села, едно од големите, Куклиш. Од Куклиш? Да, Куклиш. Знаеме Куклиш. Познато е иначе. Најповеќе во... Колку време си овде? Па за еден ден, 2 година ден. Какви се твоите впечатоци овдека и членувањето во ова друштво, да го речеме, организација? Па на мене ми е гордост да бидам член на оваа организација, затоа што мислам дека лично ако се сите споеме, например, сите македонци, како што се знае дека постоеме, на ваков начин би помогнале на Македонија, кој иначе јас знаете од ова село баш претежно кај што најмногу се одгледува ова раноградинарството, сум толку воодушевен затоа што например така можеме да им помогнеме на нашите луѓе, например, ако се споиме со тоа што ќе можеме да извезуваме, увезуваме или било како на овие производи, со тоа како да кажам, ми е гордост во самиот себе што не можам, немам толку збори да го искажам ова. Како можат луѓето одовде да и помогнат на Македонија, а се разбира и Македонија да помогне на вас овде што сте 2000 километри подалеку? Сакам со еден збор само да кажам во почетокот. Многу
тешко ни пага на нас македонците кои сме во диспоријата. Со тоа што веќе една година од кога почна борбите во бивша Југославија, македонскиот народ е оставен во странство во сите европски земји и во другите земји во светот на милост и немилост. Сакам со тоа да кажам због тоа што ние овдека немаме никакви информации што се десува тачно во Македонија. Се шират разни пропаганди од пријатели, од непријатели на македонскиот народ, така да македонскиот народ мора сам некој заклучки да доведува, во кој ја мислам дека не би било надлежно да некој сам од себе нешто да некоја пропаганда да се шири, него би било време да македонската влада во Македонија да преземе некои мерки и да почне со македонскиот народ кој се наоѓа во надвор во светот, да ступат со нас во контакт, да ни кажат, да не обавестат дали ние ќе добиеме македонски пасоши, дали тој пасош ќе биде признат, дали ќе отворат еден конзулат или дали ќе пратат луѓе во Германија и во другите европски земји и во светот за да се стараат за тие македонци, пошто Македонија не е само во Македонија, него македонците си надвор од Македонија. Да. Значи информираноста е она лошата страна што би рекол јас. Сакав само една негативна страна да кажам за македонците од Македонија, за тие македонци што се во странство. Со тоа сакам само да кажам дека македонците треба да размислат малци дека ние македонците кои сме надвор во странство, кои сме пратени да работиме пред 15, 20 и више години, со голема сила и со голема желба за Македонија, кои стално работиме и сме во работа и докажуваме увек дека Македонија не е една земја која што мислат екстремистичка и дека тражиме некои борби или некој рат, што викаат србите. Ние тражиме во мир да живеат македонците, а тоа можеме само да оствариме во мир да живееме ако едни со други се признаеме и едни со други се помогнеме. Сакам да кажам дека македонците од Македонија треба голема помош да очекуваат од нас македонците кои сме надвор, да се зближиме заеднички, да почнеме да остваруваме некои планови со кои би помогнале на Македонија. А еден таков план лавовите го спроведуваат во дело. Ние сме едни иницијатори од тоа дело и сакам само накратко да кажам дека македонците, лавовите, ги повикаа на сите македонски клубови во Германија, уедно се чуи преку радио повеќе пати, со која сакавме на македонскиот народ да го обавестиме дека имаме намера да отвориме едно акционерско друштво кој ќе се вика Македонија. Тоа друштво ќе имаше задача да отвори две фирми. Едната фирма би била во Германија, а едната фирма би била во Македонија. Со тоа мислиме дека околу струмичко би требало да се разгледа некој простор да се купи, со кој би таа фирма во Македонија има задача да откупува од земјоделците сите производи директно во кои ние моментално без никакви чекања на народот би му ги плаќале по добри цени, во кои ние би ги израчунале тачно трошковите и превозот, во кој би израчунале колку би можел нашиот производител за тие да добијат пари, не само за да продаде, него да живее, да му останат на крајот годината пари, да може човекот на одмор да оди. Можам да кажам само жалосно дека од Македонија не можеме ни да излеземе, пошто платите кои ни се моментално на македонците не можат ни до Битола да идат да си ги видат роднините, а камо ли да мислиме да идеме на Хавај или во Америка или во Австралија или Канада некога да посетиме. Према томе, нашите желби се такви да дојдеме до на европско ниво, со кое само можеме да постигнеме ако на производителот стварно да му се платат правилните цени за кои он денонок не работи со крв и со пот. Работата која ја од себе ја дал, мачна работа, знаеме самите колку е тешко да се работи, да им се платат по коректна цена на луѓето, за да би они могли да опстанат. Ако они опстанат, ќе опстанат цела Македонија. Јас се викам Николовски Кире, од Скопје сум и овде сум долго време во Германија. Јас прв пат кога слушнав за ова наше здружение, бев многу воодушевен и одма тие наши цели што беа као програмирани, ги прифатив со големо воодушевување. Ние со овие наши амблеми што ги ставивме, со овие црни кошули и така натаму, не сакаме никого да заплашиме, него сакаме едноставно да не види секој дека ние сме тука македонци, дека имаме некои наши амблеми,
дека Македонија постои не само во крувот доле на нашата мала земја, него дека нашиот народ е секаде у светот, дека не смееме ние нашето име да го криеме или да се криеме зад некои други амблеми, што ти ја знам уште од стара Југославија. Имаме стари пасоши, али верувам дека тие ќе поминат. Веќе имаме и нови и треба да се добијат тие. Треба нормално да добиеме и нови, што значи утре пак ќе видиме тие македонци преку граница кои ќе поминат, не? И сега пораката да слушаме, Кире. Да нашиот народ треба